Националниот интерес е најважен. Да имавме во многу прашања консензус, поинаков ќе беше односот кон Македонија. Оти сега меѓународната заедница мисли дека ние сме ги охрабрувале дека уставните измени се главното решение, вели претседателката Гордана Силјановска-Давкова во интервјуто за МИА. Шефицата на државата смета дека освен што ќе се кажат националните интереси и ставови, тие треба да се бранат, но потенцира дека Европската Унија треба да размисли околу методологијата на преговорите, односно, како што вели, не може да се однесува кон Македонија молчи и слушај, затоа што е мала земја. Имало длабоко неразбирање, јас паметам какви протести имавме, но во една не многу транспарентна постапка, без вклучување не само на опозицијата, туку и на граѓаните, биле носени одлуки кои што се од темелно значење за нашиот идентитет и за нашата држава. Силјановска-Давкова смета дека националниот консензус се гради во своите граници и поради тоа се обидела да воспостави контакт со опозицијата, бидејќи според нејзе прво мора дома да сме едногласни. Ние имавме во многу прашања консензус и да не ја исклучувавме опозицијата. И сега не треба да се исклучува. Нема демократија без опозиција. Многу полесно ќе речевме. Извинете, имаме задршка во поглед на ова решение. Не е баш така. Мора да ги прашаме сите, да им откриеме. Поинаку ќе гледаа на нас. Ама начинот на кој се однесуваат кон нас однадвор, покажува дека ние сме ги охрабрувале дека уставните измени се главното решение. И, извинете, 36 амандмани и сега нови. Решија нешто тие? Не. Претседателката подсетува дека уставните измени нема да ја завршат македонската интеграција, туку тоа е само почеток на преговорите со Унијата. Штом ние спомнеме евроинтеграција, се приказната одма почнува со уставните измени и со протоколите. Зошто го споменав тоа? Бидејќи често пати слушаме во јавноста дека уставни измени и готово. Пазете, уставни измени за почеток на преговори. Такво нешто немало. Членство имало пред членство. Паралелно, треба да испорачуваме и резултати дома. Во извештаите континуирано имаме забелешки за правосудството, чие решение е во сериозни проблеми, оценува претседателката. Според неа, јавноста била сведок на еден антисистем, во кој недозволеното станало нешто редовно. За тоа треба време. Меѓутоа, тука сум и јас многу строга. Имам се уште забелешки. Мислам дека ако не решиме да раскрстиме со партизацијата и политизацијата, при аплицирањето, при изборот на луѓето во судството, во јавното обвинителство, во Уставниот суд, во Управниот суд, во управните одбори и така натаму, тогаш ќе се вртиме во круг. Според претседателката Силјановска-Давкова, не е само усогласувањето на законодавството, туку подеднакво важни се и построгите критериуми за избор на суди и јавни обвинители, што сигурно ќе се одрзи или ќе има врска со интегритетот и дигнитетот во нивното постапување.